СДСМ се откажа од Скопје. Изгледа во право беа ВМРО ДПМН што цела недела ги обвинуваа дека опозицијската партија имала проблем да најде достоен кандидат за Скопје кој би му се спротиставил на популарниот Ѓоргиевски. Искрено не знам зашто се решија за Шукова, а не отидоа со архитектот Мишко Ралев. Единствениот човек кој колку толку ќе значеше и некакво освежување за СДСМ и кој ќе имаше барем теоретски шанси да му се спротистави на Ѓоргиевски. Едни велат дека тој ги одбил затоа што бил свесен дека СДСМ нема шанси да го добие Скопје, други велат дека тој бил подготвен да прифати, ама пак Филипче не сакал да оди со кандидат кој не е во наводници дел од семејството и кој не е под целосна контрола. Плюс предпоставам, Ралев нема златна виза за Дубај. Замислете да одеа со сериозен кандидат кој иако ја изгубеше трката за Скопје, ќе се наметнеше како освежување и како некој што би можел да биде сериозна замена за актуелното безидејно раководство на СДСМ. Некој што за разлика од Филипче и компанија не би ја користел партијата само за да се заштити богатството на Заеви и останата компанија. Затоа реков, СДСМ се откажува од Скопје. Шукова не може да понуди ништо ново. Зарем некој очекува некаква промена, некаква идеја од човек што бил министер во таа влада? Тешко. Искрено мислам дека со нејзината кандидатура СДСМ само потврдува дека немаат никаква намера да се откажат од онаа погубна политика што ја водеше партијата во изминатите 7 години. Политика креирана од Заев. Политика во која учествуваше и Филипче и ете и Шукова како министер. Затоа на овие избори не очекувајте од нив некаква идеја, некаков проект, некаква промена. Очекувајте само уште поголема поделба, уште поголема омраза. Само тоа им останува, да не поделат до степен секој секого да мрази, да го спуштат нивото на дебата, за да нема граници за навреди, пцовки и омраза.